Со трибина за валоризирање и вреднување на авторски дела и иновации во ликовниот салон започна 20-та манифестација Којнички средби во организација на Сдруженијето на граѓани Еснафи од Велес. Од таму велат дека авторските дела и иновации во земјава не се соодветно третирани и финансиски поддржани. Тие иницираат предлог до владата на Република Македонија, како и во Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, преку кој би требало системски да пристапат и да ги постават работите на вреднувањето на нематеријалните добра. Ние стоиме на располагање како тим кој што го формиравме да пружи стручна помош на министерствата од образование и наука, за економија, за земјоделие и така натаму, да допринесе во пишување на легислативата, значи за ова треба да се изработат одредени закони и прописи со кои ќе се регулира оваа материја. Според Ракиџиев, во Македонија има помеѓу 3000 и 10.000 иноватори кои не можат да ги имплементираат своите дела во нови производи, културни творештва и слично, поради недостиг на пари. Локалната самоуправа и Советот на општина Велес, вели Ракиџиев, треба да пристапат кон носење на одредени правилници и одлуки за правилно валоризирање и вреднување на иноваторите и авторите од Велес. Постојат неколку научни трудови и неколку збирки поезија кои не се објавени, рече тој. Којнички средби во текот на целата 2018 година ќе организира низа случувања. Ќе се покрене иницијатива да се изгради споменик на Драготин Шпулер, печатарот на Бели Мугри, посета на споменикот на Ганчо Хаџипанзов во Мадрид, одбележување на 100 годишнината од раѓањето на Боро Мокров. Тука ќе се случуваат и уште неколку стручни расправи од овој тип, како и уобичаените настани на Којник, на кои доаѓа и ги отвара Којничките и професорот Шукаров. Планирано е да се постави и биста на професор доктор Ѓорѓи Шуктрајанов во Универзитетот во Сорбона во Франција, бројни изложби, а една од главните цели ќе биде промовирање на иноваторите врз база на традиционалните занимања, истакна Ракиџиев.